Драги пријатели, за многу сме страдани, не за малку. Изминатата 2011 година беше катастрофална година за сите од нас. По се изгледа дека оваа 2012 ќе биде уште полоша. Во минатата година во Македонија продолжи бруталното кршење на демократијата и загрозувањето на слободата. Бевме сведоци на политички злоупотреби и монтирани апсења. Се покажа дека судството е целосно партизирано. Над 30% од населението живее во сиромаштија. Никој не е поштеден од лошите и катастрофални политики на Никола Груевски. Има многу примери и тука кај нас. Овде смислено се уништува и рекетира бизнис секторот и секој оној кој сака да отвори нови работни места се брка од градот. Секој мало дуѓанче кој преживува е мета на инспекциите, на огромните казни и арачот на Груевски. Институциите се претворија во прибежиште на партиски војници, без образование и дебели полициски досиеа. Секојдневно се укинува социјалната помош на граѓаните, а младите масовно заминуваат од тука. Овде за граѓаните е проблем како да се извади лична карта, како да се набави огревно дрво, како да се преживее. Повеќе од 6 години за власта не е воопшто приоритет овде отварањето на индустријски зони, гасификацијата на градот, развојот на туризмот, решавањето на водоснабдувањето, асфалтирање на патишта и улици, нови паркови и зеленина. Приоритет се само проектите од кои блиски на власта имаат лична корист. Што прави власта на Груевски да им возможи на луѓето подобар живот? Ништо. Се расвала со народните пари и гради споменици во Скопје. Додека народот изерува, 300 до 400 милиони евра одат за споменици и восочни фигури. Тоа е објективната и реална слика за Македонија во овој момент. Луѓето мизеруваат, живеат во беда и очи. Доаѓаат локалните избори. Тоа е можност нов за политички пресврт. Како одговор на опозиција ќе понудиме алтернатива за погрешните политики на локално ниво. Ќе понудиме системски и одржлив план за развој и тим од сериозни, одговорни, енергични луѓе што ќе работат во интерес на граѓаните. План и тим што ќе работи за враќање на заврениот животен амбиент во Крива Паланка. Уверен сум дека со многу труд, многу посветеност, комуникација со граѓаните и интензивна работа на терен во годината пред нас ќе го создадеме уверувањето кај секој дека нашата понуда ја има најголемата поддршка, дека СДСМ и опозицијата во Крива Паланка обединуваат голем потенцијал, дека младите луѓе препознаат отворени можности во СДСМ и дека сме цврсто решени да направиме се за да победиме. Македонија е земја со рекордна сиромаштва. 1/3 од населението. Тоа значи дека секое трето семејство во Македонија води борба да преживее од денес за утре. За кор халеб, колку да се прехрани, ако успее и да се облече и толку, за ништо друго. Македонија е земја со рекордна невработеност. Стапката на невработеност во Македонија изнесува 32%. Во изминатиот период, во изминатата година, сетите се само колку све административни трикови не измислија за да на вештачки начин се намали бројот на невработените. Самиот министер за труд и социјална политика на телевизија излезе и кажа дека во изминатава година од Заводот за вработување се избришани, невработени, се избришани 80.000 граѓани. И пак 32% стапка на невработеност. Во последниве 4 месеци ја укинаа социјалната помош за 7.500 семејства. Со најразлични изговори. Например, ако некој собира стара хартија или железо старо, или пластични шишиња и продаде, и по тој основ оствари приход, му ја укинува социјалната помош. Ако некој отиде аргат кај некој друг, туту набере или јаболка, и оствари приход, му ја укинува социјалната помош. Во истиот овој период, само да ме подсетам дека цените, официјалните податоци, цените се зголемија. На струјата за 45%, на дрвата за грејење 60%, во Скопје паднато 100%, на бензините и нафтата 45%, на шекерот 30%, на зетинот 45%, на левот 25%.
Затоа не ни треба завод за статистика. Секој од вас нека влезе во продавница, сам за себе си е завод за статистика. Кога ќе треба да платите сметка за струја или на бензинска да наточите бензин, вие сте завод за статистика. За толку во овие 6 години секој наш човек, секој граѓанин, сите ние сме осиромашени. За толку е поскап живот. Работава не ги чини. Нашиот народ има една изрека: Господа чува Петр, во што е работи ќе биде Петр. Ако не се запрела лудило, ако продолжиме во овој погрешен правец година, ќе биде се полошо и полошо. И луѓето тоа го сваќаат. И сегде, и села Македонија, и тука во Паланка. Па пазите, погледайте са овој поглед. Покрај сиот страф, покрај сите закани притисоци, покрај сите лаги, покрај нивна локална, нивна централна власт, луѓето гледаат дека неа била работа. Бараат спас, бараат решение. И сите очи ги вртат на кај социјалдемократскиот сојуз. Не се трпи, акумулирана е огромна негативна енергија. Чекаат некој да застане на чело и чекаат тоа да биде социјалдемократскиот сојуз. Таа одговорност мора да ја понесеме, таа задача мора да ја извршиме.